Огромно мнозинство граѓани го поддржуваат законот за заштита од пушење, покажува вториот дел од анкетата на Market Vision за МКДМК. Речиси 84% од граѓаните се запознаени со законските измени, а од нив 68% поддржуваат да се ограничи пушењето цигари на јавни места и во угостителски објекти. 1/3 од граѓаните пак се против законските измени, кои веќе го поминаа првиот филтер во собранието, а конечно усвојување се очекува по амандманската расправа. Голем е бројот на граѓани кои имаат негативен став и за продавниците за пари и брзите кредити. Речиси 88% сметаат дека брзите кредити се социјално штетни и неоправдани, создаваат зависност и финансиски проблеми и ја користат ниската финансиска писменост на граѓаните. Во однос на вчерашниот дел од анкетата, кој покажа убедливо водство на ВМРО ДПМН и Мицкоски по 2 години на власт, премиерот и денеска вели дека нивниот фокус останува работење во интерес на граѓаните, додека опозицијата секојдневно шири лаги. Кај најголемиот дел од македонските граѓани тоа не успева, тие се свесни дека оваа влада, предводена од ВМРО ДПМН, работи, го остава срцето на терен во рамките на своите можности, се разбира кој работи може понекогаш и да сгреши, не може да сгреши само некој што ништо не работи, седи на страна и само се обидува да попречува додека некој друг работи. Така што ние ќе продолжиме да работиме, попатно е однапред се извинувам за некоја грешка што ќе направиме, се случува, само тој што не работи, тој не може да погреши, а тој што работи, тој ќе погреши понекогаш, но важно е да работиме и да го испорачаме тоа што граѓаните го очекуваат од нас. Од СДСМ пак вела дека анкетите се нарачани за да го прикријат слободниот пат на рейтингот на Мицкоски. Мицкоски поради сопствените лаги во кампањата и сега додека ја води владата, толку многу го изгуби рейтингот, а криминалната организација ВМРО ДПМН загуби преку 150.000 гласови. Мицкоски упорно бара алиби од опозицијата за избори, секојдневно инсистира некој од опозицијата да го предизвика на избори, иако факт е дека тој веќе ги има зацртано датумите. Не може повеќе да чека економијата и буџетот целосно да се урнат, како што предупредивме, кога ќе нема повеќе пари, односно кога ќе се исцрпи можноста за задолжување за криминални партиски тендери, Мицкоски ќе биде принуден да распише предвремени избори, стои во реакцијата на СДСМ. Истражувањето на Market Vision е спроведено во периодот од 10 до 27 јуни на репрезентативен примерок од 1200 испитаници. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.